Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Поп-пеачот Дарио на вистина ги одржува ветувањата, но одамна со промоцијата на песната зборови погрешни, што значеше и негово враќање во музиката, вети дека секоја сезона ќе приредува некакво музичко изненадување, и во зима и во пролет и на лето. Па токму затоа непосредно пред почетокот на летото, Дарио реши да ги израдува своите фанови со уште една весела песна, која според него сигурно ќе биде летен хит. Дарио се врати на македонската музичка сцена по долгогодишна пауза на крајот на минатата година со синглот Зборови погрешни, а во јануари годинава ја представи и песната Безобразно лажам, во која гостуваат момците од ДНК. План за нов албум Дарио засега нема, но и тоа може да се реализира. Тој неодамна изјави дека периодот на мрзеливост и стагнација поминал и сега сака да внесе динамика во неговата работа, па на почетокот од следната година веројатно ќе следува уште една нова песна. Поп-пеачите Тейлор Свифт и Џастин Бибер се големите победници на Билборд музичките награди кои се доделуваат во Лас Вегас. Тейлор Свифт ја доби наградата за уметник на годината, како и уште 7 други награди. Бибер пак е прогласен за најдобар уметник во машка конкуренција, како и наградата од публиката за иновативност и гениалност отиде во неговите раце. Мадона доби награда за турнејата која донесе најмногу заработувачка во споредба со другите во минатата година – $300 милиони. Билборд е најпознатиот американски магазин кој се занимава со музичката индустрија. Познатата Анџелина Џоли ќе сними филм посветен на нејзината мајка, која многу млада го напуштила овој свет поради канцерот на јајниците. Во новиот филм Џоли ќе ја глуми мајка и со тоа ќе ја оддаде почит. 37 годишната актерка беше личноста за која најмногу се зборуваше минатата недела. Незината одлука за двојна мастектомија го шокираше светот, затоа што незината мајка умрела прилично млада на 56 години од рак. Со оваа постапка таа сакаше да го намали ризикот од заболување кој бил 87%, бидејќи се уште и се заканува голема можност да добие рак на јајниците. Џоли објави дека ќе ги отстрани и нив со оперативен зафат. Незиниот партнер Бред Пит знаел колку било важно тоа за Анџелина, па активно се вклучил во продукцијата на филмот во соработка со компанијата План Б. Така Анџелина ќе оддаде почит на својата мајка Маршелин во биографски филм. Анџелина Џоли тргнала по стапките на нејзината мајка, која исто како неа била голема хуманитарка, која редовно им помагала на бегалците од Авганистан и заболените од рак. Инаку Маршелин пораснала во американската сојузна држава Илионс, а со актерот Џон Војд се омажила кога имала 21 година. Се откажала од актерската кариера откако во 1973 година го родила синот Джеймс, а 2 години подоцна и Анџелина. Ракот на јајниците и бил диагностициран во 1999 година, а незината последна желба била наводно Анџелина да се омажи за Бред и едно од нејзините деца да го нарече Пакс. Па Анџелина веднаш ја оствари желбата на нејзината мајка, посвои детенце 6 месеци по нејзината смрт и го нарече Пакс. 21 годишната пејачка Рита Ора потпишала договор со брендот Material Girl, со кој управуваат поп кралицата Мадона и нејзината ќерка Лурд. Мадона ја поседува оваа модна линија заедно со нејзината ќерка Лурдес од 2010 година. Под звездата на серијалот зборувачка Тейлор Момсен, пејачката Кели Осборн па Џорџија Меј Џегер. Следната која ќе има честа да биде заштитно лице на оваа модна линија е токму Рита Ора. Наводно изборот за оваа пејачка паднал откако младата Лурдес била на нејзиниот концерт. Мадона и Рита се сретнаа минатата недела во Мед Бал во Њу Јорк и ја договорија соработката. Мадона е воодушевена од нејзиното однесување, а Рита инаку голем фан на поп кралицата, изјавил непознат извор близок до пејачката. Инаку Рита Ора се надева дека овој ангажман ќе ја олесни да го покори американскиот пазар, каде се уште не е толку популарна. А нивната соработка според неофицијални извори ќе биде тешка $500,000 фунти. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.